Вице-премиерот Александар Николовски објави дека владата дава силна поддршка за реализација на проектот за брз автобуски превоз во Скопје, нагласувајќи дека преку соработка меѓу Министерството за транспорт и врски на Македонија и Министерството за финансии ќе се овозможи инфраструктурна и финансиска поддршка за модернизација на градскиот превоз. Според него, со овој проект ќе се воспостави современ сообраќаен систем, кој треба да ја подобри ефикасноста и достапноста на јавниот транспорт во главниот град. Проектот предвидува изградба на две главни линии што ќе ги поврзуваат источниот и западниот, како и северниот со јужниот дел од Скопје, при што ќе се користат модерни автобуси со пониско ниво на емисии, како и паметни автобуски станици и интегриран информативен систем за патниците. Дополнително, системот ќе биде поврзан со управувањето на сообраќајот во градот со цел да се постигне подобра координација и проточност. Финансирањето на овој проект ќе се реализира со заем од околу 70 милиони евра со поддршка од Европската банка за обнова и развој, при што средствата ќе бидат пренесени како неповратна поддршка кон град Скопје. Според најавите, рокот за завршување на проектот е февруари 2029 година. Истиот се гледа како дел од поширок план за развој на комбиниран и поудржлив јавен транспорт во главниот град, заедно со идните решенија како градски воз и електрични автобуси.